Борбата на Гоце Делчев за независна Македонија е епска битка која и денес продолжува да не обврзува. На денот на раѓањето на македонскиот револуционер, премиерот Мицкоски го посети неговото вечно почивалиште во црквата Свети Спас, каде заедно со владина делегација положи свежо цвеќе. Со тивка почит и минута молк, присутните се поклонија пред ликот и делото што и по повеќе од еден век остануваат символ на слободата и државноста. Неговата борба за независна македонска држава, за држава во срцето на Балканот, јас би рекол е епска. За жал, прерано го загубил својот живот на 31 година. Имал уште многу што да каже доколку преживеал, но за жал не успеал повеќе од 31 година да живее и го положува својот живот повторно со идеалите за македонската држава. Почит на македонскиот великан му оддадоа дел од владините министри. Цвеќе положија министерката за образование Весна Јанеска и министерот за култура Зоран Љутков. На гробот на Делчев се појави и градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски и уште некои од неговите колеги од општините, како и представници на повеќе политички партии и граѓански здруженија. Чествувањето на 154 годишнината од раѓањето на македонскиот великан го предводеше поглаварот Охридски и македонски господин Стефан. Зашто ти си воскресение и живот и покој на починатите твои чеда, борци и линденци, партизани, бранители, паднати за духовна и национална слобода на Македонија. Председателот на СДСМ Венко Филипче не се појави во црквата Свети Спас, туку преку социјалните мрежи порача дека чествувањето на Делчев треба да биде пример за тоа како се гради Македонија. Според него Делчев е потсетник дека државата се гради со храброст, солидарност и заедништво и дека неговиот аманет треба да продолжи за да се создаде напредна, праведна, демократска и економски силна држава. Денешното чествување беше проследено со засилено полициско присуство, но без никакви инциденти. Граѓаните кои дојдоа да му оддадат почит на македонскиот великан, во тишина положуваат цвеќе и се задржуваа пред неговиот гроб. Уште еднаш потсетувајќи дека Делчев не е само дел од историјата, туку и дел од современиот македонски идентитет.